Ало, добар ден, пријатели, јас сум Петар Новски. Денес е 15 мај 2026 година, петок. Во петок ќе обработуваме економски теми од сферата на економијата во претходната, во минатата седмица. Најпрво, на почетокот, стандардното, ако евентуално сакате да добивате овакви информации, овакви вести, можете да се припатите за каналот и да ги следите и да ги добивате новите вести. Денес одиме со тема од економијата, од берзите, од пазарите, што се случуваше во оваа недела. Најпрво имаме повторно се повратиме на темата за Блискиот исток, тоест блокираниот Ормурски проток, и што тоа би значило за целата економија. Имаме еден блокиран Ормурски проток. Во Ормурскиот проток поминува 25% од вкупната сурова нафта, од вкупната нафта за целиот свет. Тоест, 1/4 од светот се снабдува со нафта. Кој најмногу? Европа. Европа е најмногу зависна од доставките на нафта од Ормурскиот проток. И што би значило ако продолжи блокадата на Ормурскиот проток? Тоа би значило стагфлација. Што е стагфлација? Стагфлација е паѓање на индустријското производство и истовремено инфлација, тоест големување на цените. Тоест имаме и двете лоши работи кои што може да се случат. Зошто паѓање на индустријското производство? Па без енергија нема индустријско производство. До моментот, значи од почетокот на војната, од крајот на февруари до мај, до сега, 2 и повеќе месеци е блокиран Ормурскиот проток. Иранците го блокираат. Во претходните емисии раскажувавме за тоа дека Ормурскиот проток е очигледно миниран со подводни мини и моментално во Ормурскиот проток имаме 800 танкери за нафта кои што чекат да испливат од таму, да заминат со сурова нафта или со. Ако тоа продолжи, што би значило тоа? Тоа значи дека ниту можат да излезат танкери, ниту можат други да влезат. Тоа значи дека во моментот се користат залихите. Тоест сите држави имаат залихи, имаат резерви и во моментот тие нечујно, не многу гласно, но почнуваат да ги отпуштаат тие резервите на нафта. Ако продолжи блокадата, тоа значи дека ќе имаме замирен, тоест изворите на нафта даваат сурова нафта, но таа сурова нафта нема каде да оди. Тоест тие не можат да складират бесконечно сурова нафта. Тоа ќе значи дека тие ќе мора да ги каптират, да ги сведат на минимум изворите на сурова нафта на целиот Персиски залив, знаете, во Кувајт, во Катар, ќе морат да ги каптират. Што значи тоа? Ако тие ги каптираат, ако ги смалат производството, за повторно да ги реактивираат истите извори, потоа ќе му треба минимум месец до 2. А може би и истите извори нема да можат да бидат повторно реактивирани да даваат нафта. Значи имаме една многу сложна ситуација. Значи мора да се отвори што побрзо Ормурскиот проток, да замине танкерите со нафта и да се продолжи со производството на сурова нафта, да се лиферува. Ако до моментот, значи во овој момент имаме едни блокирани танкери, ниту можат ниту да излезат, ниту да влезат. Тоа значи дека во моментот, ако утре би се одблокирал Ормурскиот проток, ќе ни требат некаде околу 2 месеци за да можат сите тие бродови да тргнат и пак да влезат нови. Значи околу 2 месеца ќе ни треба да дојдеме до некакво задвижување на протокот на нафта. Ако денес дојде тоа нешто, во најдобриот случај. Но очигледно немаме најави да се отвори Ормурскиот проток. Тоа значи дека во наредните месеци
во ова лето очигледно ќе има недостаток на нафта, ќе има недостаток на керозин. Кој е најмногу погоден од недостатокот на нафта и керозин? Најмногу погодена е Европа. Во Европа има едни извори во Северното море, некаде англиски и повеќе норвешки, но тие ни оддалеку не се доволни да ги снабдат потребата со нафта на Европа. Затоа Европа е најголем импортер, најголем увозувач на сурова нафта. Истовремено видовме дека оваа недела, оваа седмица, Руската Федерација ја прекина доставата на нафта од Кавказ до Шверин во Германија. Има еден далековод, еден нафтовод кој што е правен во време на Советскиот Сојуз. И Германија, тоест една голема рафинерија во североисточна на Германија, во Мекленбург-Vorpommern, една голема рафинерија која што снабдува цела североисточна Германија, веќе нема да има доток на сурова нафта. Веќе тие размислуваат да се прекине, да дојде лиферување во Полска, па да го приклучат кон нафтоводот како би го примене. Но, да не се откриваме многу, да се вратим. Значи, Европа е најмногу зависна од сурова нафта. Тоа значи дека и денес да се пушти Ормускиот проток ќе ни требат минимум 2 месеци да се стабилизира, потоа да се реактивират изворите. Значи, околу 4 до 5 месеца ќе треба да се нормализира. Но тоа ќе значи дека имаме едно забавување, нема енергија, нема нафта поскапува. Керозинот ќе го снемува, веќе гледаме Луфтханза почнува да откажува да редуцира полети, бидејќи очигледно знаат дека ќе снемува на керозин. Без нафта не е можно индустријски развој, без енергија не е можен индустријски развој, затоа тој развој во идниот период мора да очекуваме дека ќе паѓа. Што друго е засегнато од блокираниот Ормуски проток? Засегнато е преку Ормус минува многу алуминиум, сулфурна киселина и реагенси за вештачки ѓубрива и хелиум. Што тоа значи? Ако ги нема реагенсите, некаде околу 1/3 во светот се снабдува со вештачки ѓубрива од Ормус, од Перзискиот залив, од Кувајт, од Катар. Ако нема вештачки ѓубрива, тоест ако нема проток на вештачки ѓубрива, ако нема доволно вештачки ѓубрива, што значи? Тоа значи дека аграрниот сектор нема да ги има истите добиви, ќе има помали добиви и цената на продуктите за храна во наредниот период ќе расте. Значи ќе следува период во кој што нема вештачки ѓубрива, аграрните компании и компаниите за храна ќе растат во наредниот период, ќе поскапуваат и можно е да се очекува дека акциите на храните и на компаниите од аграрниот бизнес и од храните можно е да одат во нагорна линија. Цело ова не се совети за инвестирање, цело ова кое што се случува не значи дека може би така се случи, не се совети за инвестирање, туку се само една анализа на тоа што се случува во моментот. Понатаму, сулфурната киселина е потребна во многу индустрии. Голем дел од сулфурна киселина доаѓа од таму. Најмногу се засегнати рудите, тоест индустриите за руди со сулфурната киселина. Добивањето на купфа, на бакар. На бакар се одвива најмногу со сулфурна киселина. Освен видов дека една англиска компанија, освен Glencore од Англија, Glencore го соодветно го усогласила производството на руди без сулфурна киселина. Сите други се уште го добиваат бакарот со помош на сулфурната киселина. Тоест, сулфурната киселина е исто потребна и во многу руди. Тоест, ќе
ќе биде засегната оваа индустрија. Хелиум, најголем процент од хелиумот доаѓа од таму, од Персискиот залив. Ако нема хелиум, засегнати се производителите на чипови. Тоест, чиповите се произведуваат со помош на хелиум, хелиумот е потребен. Значи, ќе бидат директно засегнати производителите на полупроводници. Тајван, веќе имаме некои гласови дека веќе имат недостаток, веќе дека се соочуваат со некакви предизвици. Американските, исто така, додека Америка има некое производство, но не чак толку многу и за да ги задоволи целиот хелиум. Значи, хелиумот исто така ќе биде еден предизвикач, нешто кое што ќе влијае на маркетите, на што кажав, на производството за полупроводници, тоест за чипови. Друго, исто ќе биде засегнато производството на пластични маси, на пластика, бидејќи пластиката се произведува од обработката на нафта. Од обработката на нафта имаме остатоците, имаме тие полимери кои што се користат за производството на пластика. Ако падне, ако ги нема обработката на нафта, ќе почне да ги снема полимерите, ќе поскапуваат де факто истовремено полимерите. Тоа значи дека и пластиката ќе поскапува. Цело ова се ќе влијае на пазарот во идниот период. Затоа мора да очекуваме една инфлаторни действија од затворениот Ормуз. Треба да очекуваме поскапување на енергенсите, а со тоа поскапување, или како што кажав, очигледно и на производите продуктите за исхрана. Оваа недела пазарите се влијае најмногу од геополитиката, тоест од тоа што кажал Трамп, што кажал Путин, Джинпинг и така натаму. Трамп во последно време многу ги влие врз берзите, врз пазарите. Имаме една тенденција каде што гледаме еден циклично појавување на Трамп, каде што тој со неговите искази влијае на цената на нафтените деривати, на цената на нафтата, влијае врз цените на берзите, врз вредноста на берзите. После неколку дена Трамп избегува, дава други изјави и влијае врз обртната насока. Што значи тоа? Ако влијае прво во поскапување, после во намалување и така натаму, тоа значи дека има една волативност, едно поскапување, намалување на цените, и ако вие ги следите тие действија на Трамп, или ако сте од неговиот блиски круг, ви можеле да направите милиарди, бидејќи ако знаете кога ќе бидат ефтини, кога ќе бидат скапи, многу јасно знаете кога да купите, кога да продадете. Во оваа недела исто така пазарите се повлијае и од најавите за брзо примири во Украина, тоест веќе ја обработивме темата. Претседателот Путин најави оваа недела дека е можно, дека е на повидок примири, дека е можно да има мир во Украина. Како резултат на тоа видовме едно намалување на цените на пазарот, на вредностите на компаниите за оружје во Европа. Тоест да одиме и да ги погледнеме. Ќе прикажам прво цената на Брент, цената на нафтата оваа недела. Ја гледате на екраните цената на нафтата оваа недела како се движи, значи некаде околу од $100 до 108 цената оде оваа цела недела нагоре. Што се случуваше? Имавме околу викендот и минатата недела имавме најави дека е можно примири, дека Трамп ги прифане, дека Америка и Иран ќе најдат дека е можно примири и дека со тоа знаете цените на нафтата спаднаа надолу, беа малку поевтини, паднаа некаде под $100 и така. Но претходно имавме емисија, говорихме за тоа дека во Америка беше и Бенјамин Нетањаху, а и Трамп, и дадоа изјави дека не се задоволни, го отфрлаат мировниот план и дека војната мора да продолжи. Како резултат на тоа,
Следаме едно поскапување на нафтените деривати, на суровата нафта. Ова на екранот е нафтата, суровата нафта Brent. Следаме на нагорна линија и таа е во моментот некаде околу 108, 109, 110 долари за барел. Понатаму, што би можеле да видиме, ова е DAX, германскиот пазар, што кажав, тој има малку некои текови нагоре надолу, но немаме некои значајни одлики. Гледаме дека е во надолна линија вчера и денес DAX. Тоа со други зборови, европската економија нема баш некој развој. Друго би можеле да видиме соодносот на евро-долар. Евро-долар што се случува, нема некои големи разлики. 1,16, 1,15-16 до 1,18, 1,14 до 1,18 варира цената евро-долар, кој што немаме во овој момент некои разлики. S&P 500, знаете, тоа се во Америка, гледаме дека за разлика од Европа, од DAX, S&P 500 има малку нагорна линија оваа недела, на 2 дена во неделата има нагорна линија. Друго би можеле да погледнеме што се случува со цената на златото. Јас ја гледам веќе. Златото почна со една пониска цена, значи дојде до некакви, гледате овде до околу, ова е за една година, ова е за една недела. Во текот на неделата беше некаде околу 4700-4600 за тројунца, ова е тројунца во долари, за да денес цената на златото е паднала до 4500 за тројунца. Очигледно имаме сега веќе еден сооднос. Видов дека и каматите на државните харти од вредност во Америка имаат малку нагорна линија. Може би имаме и некој сооднос, но златото гледаме дека малку стигна до 4500 долари за тројунца. Но имајте во предвид дека златото за 2-3 години направи еден двоен, дури тројна цена. Значи, до пред 3 години некаде цената за тројунца беше 1500 долара, за да во моментот е 4500 долара за тројунца. Златото знаете дека е вредност, знаете дека едни умни луѓе, поранешните JP Morgan, неговите знамените изјава дека се што е, дека вредноста и парите се злато, се друго е кредит. Тоест, денешните фијатни валути се кредит, а се што е злато е вредноста, тоест е вредност на парите. Среброто, ова е графика за цела година, гледате исто така, среброто некаде минатата година, некаде есента, тргна од 20 на 30 долари, дојде до 120 долари, се стабилизира на околу 80 на долари. Среброто оваа недела имавме едно, некаде околу средата, четврток имавме една околу 80 на долари, за да денес падна на 76 долари. Кое што исто така не е лоша цена за среброто. Среброто, за разлика од златото, има примена и во индустријата. Тоа е широка примена во индустрија. Среброто се користи најмногу во онаму каде што најмногу во панелите во фотоволтаиците. Во електроавтомобилите мислам дека исто е. Значи среброто се одликува со неговата особина е многу добар
преносник на струја, електропроводник. И затоа се употребува секаде каде што имаме, каде што сакаме да имаме брз проток, да има ефективен проток на струја. На крајот само уште ќе прикажам, како што кажав, имавме од почетокот на неделата, ова се акциите на Rheinmetall. Rheinmetall го земам како репер, како представник на војната индустрија во Европа. Тој е од Германија, знаете, голем концерн за производство на оружје. Очигледно, изјавите дека е можно брзо примири, брз мир во Украина доведува во спад на акциите на оружените компании во Европа, освен Rheinmetall и другите акции, но Rheinmetall само ја покажувам како ориентир. Гледаме дека имаме еден надолен тренд, тоест имаме еден оптимизам дека е можно да има мир во Европа. Дали ќе има мир, не сум баш сигурен. Зошто? Затоа што претседателот на Руската Федерација Путин најави такви убави зборови дека е можно примирие. Запак после 2 дена ја промовира нивните нови ракети Сармат, знаете, таа е до 35.000 км, меѓуконтинентална ракета која што носи атомски бомби. Значи, понеделникот најави мир, во среда промовираше нови ракети. Дали е можен мир, се надевам, но не сум баш сигурен. До тука имаме доволно, времето за денес е доволно. Тука ќе завршиме. Уште еднаш, ако сакате да добиете овакви информации, овакви новости, вести, можете да се претплатите за каналот и да го следите. За сега поздрав и